Животот без документи и државјанство, луѓе невидливи за државата и човечки судбини на маргините од општеството, со секојдневни проблеми за преживување и со желба да бидат достојни државјани на Република Македонија, го живеат 5 лица од општина Пехчево. Меѓу нив се и Драган Стојановиќ, кој живее во Будинарци, и Бајрам Сание од Пехчево. Двајцата ги врзува потрагата по македонско државјанство и живот надвор од системот на државата. Судбината ги донела токму тука, на крајниот исток на Македонија, а причината за тоа се војните во поранешните југословенски простори. Нивните животни приказни се тажни, а немањето на државјанство и документи уште повеќе го прави нивниот живот горчлив. Ženjen sam tuda u Budinarci, tu sam vjenčan, imam dvoje djece rođeni su tu. Ja živim tu do 93. godina. Tu sam bio, išao sam jednom za Bosna, kad je vojna bila, posle vojne, sad više ne smijem ići, ako ima neka pomoć da mi se pomogne da dobijem državljanstvo. Ja se liječim preko žene. Žena mi radi u tu Peščevu и преку nje sam na liječenje. Моите две сестри дадоа 3000 евра и ми направија документ, не бех на матична книга запишана. Они ми дадоа пари, они ми направија документи, они се ми направија и момчето исто и он ми помага. Још еднаш треба да минам граница и веќе ќе сам македонка. Дојдех у Македонија со скршена рака, дојдех. Иска да ме селуваат. Там еден човек ме спаси. Па одех каде Кворо идех. И животот там беше катастрофа. Катастрофа, ама фала Богу, оти у Македонија стигнах здрави и жив. Ама македонци многу ни помага. Од граница, они многу ни помага. Не пуштија, викам, јас викам да се спасам живото, викам. Нема проблем, пешки да одих од Приштина до граница македонска. Пешки да одих. И това се со страх да не газам некои мини. И пред мене утепа многу свет. Повеќе гладни бехме, ставија отрово на вода, не смехме да пиехме вода, гладни бехме многу. У Македонија кога додих као улаво јадох леб, 3 недели лепко не јадохме, оти немаше од дека. И Драган и Сание со подршка на програмата надвор од кругот невидливи за општеството, кои го спроведуваат неколку невладени организации и тоа Инсок и Амбрела од Скопје, Сдруженијето за заштита на правата на ромите од Штип, како и хуманитарното Сдружение Месечина од Гостивар, наскоро со помош на нив ќе добијат македонско државјанство. Ишол сам таму по документе, одем, брнем се ту, кај треба и овај документ. Ту nije Скопје да одеш задан да смрнеш. Bosna je daleko, meni treba 2000 evra sam da odim, a plus mjesec dana da čekam tam za pasoš, za lična, ja nemam što. Želio bi institucija da mi pomogne da dobijem državljanstvo, tu mi je najveća želba. Da sam državljan na Makedoniju, da ne mislim o tom. Ja se svakako nadam da će mi pomoći da dobijem državljanstvo, da sam tu, od 8 godina tu, više sam tu, živim nego u Bosni. Јас веќе станах македонка, веќе искам што беше унапред, веќе нечу това да мислам, се по мене че го фрлам тие работи што страдах унапред. Ромска организација, за них многу се благодарам и на градоначалникот Пехчево, и он исто ми помага, оти многу сам захвалена од них, оти они ми направија јас да сам веќе жител у Македонија, за државјанство да добијам. Фала на Господ, оти станах македонка. Нечу да сам веќе косоварка.
Ја искам да сам македонка у Македонија. Благодарам на сите што ми помогна да сам македонка, да не сам веќе да ода пред тие свет косоварите. Јас не искам Косово, не искам никој, осем Македонија, друг живот нечу, на друга држава да одам, само Македонија. На локално ниво, во склоп на оваа програма, беше реализиран проектот Јас постојам и имам своји граѓански права, спроведен од невладината организација Терновас од Берово, работен на територијата на Пехчево и селото Црник. Со проектот работиме веќе последователно неколку месеци, ги евидентираме лицата кои што се без лична документација и кои што не се евидентирани во матична книга на родените. Направивме истражување на терен, направивме анкети, анкетиравме околу 60 семејства во Црник и Пехчево. Освен тоа не го занемаривме ни Берово, затоа што подрачните единици на матичната служба и на МВР се во Берово, како инспекторот за странци, кој што е доста битен во овој дел. Нема евидентирано за прв извод на родените лица, но имаме лица кои што немаат државјанство, значи овде живеат по основ на брак, некои од нив имаат лични карти за странец, некои не поседуваат никаква документација и наистина им е потребна помош. Со помош на ваквата координација, како што ја правиме последователно веќе неколку месеци, како и денешната, со представници од институциите и самите актери вклучени кои што им е потребна помош, значи ние се трудиме да го надминеме проблемот. Самата власт и сите се расположени да лицата кои што немаат документација се стекнат со истата. Се надевам дека овој период ќе можеме да излеземе со резултати, да се пофалиме дека овие случаи што ние ги имаме регистрирано се веќе минато и се решени и се евидентирани и се стекнали со државјанство и со извод од матична книга на родените. Согласно истражувањата на терен спроведени на општина Пехчево, со задоволство можеме да кажеме дека за среќа немаме лица без прв извод во рамките на оваа општина. За жал пат најдовме 4 случаи кои што немаат своји државјанства, што им представува сериозен предизвик по текот на нивното обитисување во општина Пехчево. Токму заради тоа е направено координативно тело во каде што учествуваат представници од институции, од граѓанскиот сектор, локалната самоуправа и така натаму. Спроведено истражување по кое се гледа дека сензибилноста на населението, но и на институциите за овој проблем е многу висока. И токму заради тоа, еве после 3 месеци, наоѓаме дел од решенијата кои што ќе бидат одговор за потребите на оваа целна група. Во 4 случаи имаме решение за кое е потребно малку дополнителен напор и ние веќе ги најдовме решенијата, додека за 5-тиот случај можеби ќе треба на едно повисоко ниво да се обратиме се со цел амбасадата на Босна да не излезе во пресек, да се обезбеди документацијата и на тој начин да се решат проблемите. Многу е важно дека општина Пехчево покаже капацитет координирано да излезе пресред на граѓаните, затоа што го препознава проблемот, граѓаните ги прифаќа како свој и решенијата се веќе тука. Овој проект овозможи да ги решиме проблемите на лицата без државјанство и се надеваме дека во иднина ќе се интегрира што полесно во нашиот систем. Да. Како, например, барање на работа, социјална помош, едноставно да бидат евидентирани како граѓани на Република Македонија. Проектот е финализиран, а резултатите од него ќе донесат 4 видливи граѓани во Пехчево, со што во Малешевскиот крај се реши еден од најгорливите проблеми на нашите сограѓани, кај кои досегашните пречки во животот конечно се минато. Инаку според член 3 од Законот за државјанство, во Македонија државјанството се стекнува со потекло, раѓање на територијата, природување и меѓународни договори. Немањето државјанство е сериозен проблем во светот. Распаѓањето на големите држави и формирањето на независни и самостојни држави, бегалските кризи, војните, пропустите во законските решенија во некои земји се причини што доведуваат до тоа. На глобално ниво, повеќе од 10 милиони луѓе се соочуваат со овој проблем.